Дали животот е сон? Дали сонот е живот? Зарем витисувањето на сцена не е сонување со очи широм отворени? Меѓу просторот кој магично се протега помеѓу актерот и публиката. Сега и тука, пореално дури од самите себе си, е она што исполнува суштината на театарот. Зарем не звучи како љубовта? Која е интимна, бескрајна, безвремена, дадена само и само по своја волја, слободна. Само љубовта може да ја смени неговата душа и само вистинската љубов може да го смени светот, да го оттргне волчиот замав од патот на алчноста и кукавичлукот кон оној на честа обесхрабен. Бертолд Брехт прашува: во мрачните времиња ке има ли пеење? И одговара: да, ке има пеење за мрачните времиња. Во далечната 1606 година, кога во Лондон за време на големата чума театрите биле повеќе затворени отколку отворени, Вилијам Шекспир во самоизолација ги создал двете култни драми Кралот Лир и Макбет. Актерите ги напуштиле големите градови, додека представите се изведувале на отворено во помалите места. Деновиве додека чувствуваме дека од сега не демне невидливиот тиранин, водени од палката на неговиот ритам, тој кој не присили да се прибереме не само во своите домови, туку и пред се во самите себе си. За прв пат после долго време какафонија, монолог. Толку тивок, а толку гласен. Толку слободен, а заробен. Кризите секогаш се шанса за преобразба. Какви суштински промени ќе донесат последиците од пандемијата се уште не знаеме, но она што со сигурност го знаеме дека светот во кој што човечката жет за конзумирање го достигна врвот, наспроти битисувањето и креирањето, човечката рамнодушност кон се околу него, општествената матрица која насила втурнува политички чиновници, кои уништуваат институции и цели генерации на луѓе, актери, е неодржлив и дека промените се неминовни и нужни како на општествено, така и на социјално, економско, човечко и културолошко ниво. Кога сите дефиниции за театарот паѓаат во вода за време на криза, предизвик и културна обврска на секој поединец уметник е да повикува на повисок степен на одговорност, иновативност, креативност и истражување на нови модели и форми на театарското битисување сега и во иднина. Денес, на Светскиот ден на театарот, во време на голема криза, кога во изобилие го имаме само времето, ве поканувам да сонуваме со очи ширум отворени, да ја разбудиме креативноста преку која постоиме. И на крајот ве поздравувам со зборовите на бардот на македонската драма Горан Стефановски. Ке зборуваме или ке работиме?